Браќа и сестри, овој месец е месец во кој што се најавени многу големи и страшни за светот, не за нас. Нас ништо не може да не застраши во овој свет, но големи и страшни настани, кои што ако се случат, ако навистина се случат, за мене ќе бидат радосна вест. Се разбира, може би ќе речете, ќе помислите, лесно е да се каже. Дали ќе избие трета светска војна? Не мора овој месец, понатаму во оваа година. Но тоа веќе се зборува и се кажува. Еве да провериме дали Господ ќе дозволи такво нешто и дали навистина ќе се случи такво нешто. Ќе нафрлам некои од гласините, бидејќи Господ рече ќе слушате за војни, но и да не се случи војната, пророштото веќе се исполнува, бидејќи слушаме гласови за војни. За време на големата седмица, или тука се вика страстната седмица, пред Великден, грците викаат големата седмица, се очекува Ердоган да падне од власт, дали физички ќе умре, и што не му посакувам, нека е здрав и жив човекот, или само политички ќе падне, дали ќе му извршат пуч, бидејќи сега почне и тоа да се зборува пак, или не, не знаеме. А оние што ќе дојдат на негово место на власт, значи поприврзани кон вториот звер, кон Соединетите Американски држави, ќе ја нападнат Грција, односно 3 грчки острови, за 2 се знае сигурно, Родос и Крит, се во план да биде извршена турска инвазија. Најверојатно третиот остров е на малото островче, што се уште го носи италијанското име Кастелоризо, кој што е најблиску до турскиот брег. Во Украина веќе мириса на војна, откако Бајден под наводници, бидејќи тој лично не постои како личност, тој е дементен и не знае што се случува околу него самиот, а камоли во светот, но председател на Соединетите Американски држави е некој корпоративен Бајден, односно Бајден под наводници. Значи, оние што ги влечат конците и одлучуваат. Очигледно тие се намериле конечно да направат барем нова провокација за војна против Русија, што ако се случи, тоа би било трета светска војна. Во Украина сигурно ќе настане војна, освен ако не си го соберат умот во последен час. Посакувам украинскиот председател и неговите генерали да еден американски аналитичар ги повика, да украинците ги повика, бидејќи сега тие мислат дека се силни со Бајден под наводници. И турските генерали што сакаат да му направат пуч на Ердоган, сега исто така мислат дека се силни, откако Трамп, пријателот на Ердоган, више не е на власт. Американскиот аналитичар ги повика украинците да научат лекцијата од Грузија 2008 година, кога американците ги подбуцна грузијците да направат војна против Русија и се разбира во својот коркачлук не влегле самите американци во војна против Русија, туку си се повлекоа и оставија Русија во 1 или 2 дена да ја прегази грузиската војска и едноставно да доживее Грузија тежок пораз тогаш во август 2008 година.
Сега, дали ќе биде така со Украина е големо прашање. Дали ако украинците се решат на војна против овие две проруски републики на исток од земјата, дали Америка ќе влезе во војна против Русија. Еве имаме инсайдерски информации од брат Нихат дека тоа нема да се случи. Логично е да не се случи, бидејќи кој будала ќе ја направи истата грешка што ја направи Наполеон и Хитлер. Но светот го управуваат будали. Тешки лудаци, тешки манијаци. А оне што е единствен интелигентен над нив, тој и посакува исто така да се претвори светот во хаос. Така што заради тешката гревовна состојба во која што се наоѓа така наречената западна цивилизација, Господ може да дозволи војна. Според некои предвидувања, во кои што ја многу не верувам, кога нешто србите кажуваат или грците, особено ако тоа им оди во интерес, тогаш не верувам. Но, ако се случи таква војна, тогаш Русија се разбира ќе биде победник во таа војна, како што рече и Лавров неодамна, изјави официјално дека ако се случи војна, Украина ќе биде целосно прегазена и ќе престане да постои како држава, иако Украина е нуклеарна сила исто така, како што е Израел и некои западни земји. Од новата турска власт, која што ќе го замени под наводници прорускиот Ердоган, ќе се побара во таа војна да докажат лојалност кон Соединетите Американски држави и наводно Турција ќе се вклучи во сојуз со Украина и Израел против Русија и Иран. Израел одамна сака да го нападне Иран, дали тоа ќе се случи или не, ќе видиме. Но ако Турција ја направи таа грешка да застане против Русија, тогаш руската војска ќе го освои Истанбул. Ја велам однапред дека ја не верувам во овие пророштва и предвидувања. Истовремено, нешто многу реално што го кажа и нашиот Ристо Никовски неодамна, дека американците не сакаат војна на Балканов, бидејќи секоја нестабилност на Балканот ќе значи што губење на нивните интереси овдека. Наводно во својот поход кон Истанбул, руската војска ќе ги прегази Романија и Бугарија. Од натовштината на овие две земји нема да остане ништо. Србија веднаш ќе се сврти на страна на Русија, може би Вучич ќе падне, кој што цело време се обидува да седи на две столици. Ова парче земја тука, нашата оаза на мирот, не се ни споменува, бидејќи е премногу мала, небитна и занемарлива величина. Што ќе биде од сето ова? Јас посакувам да не биде ништо и да биде мир и султанот Ердоган да си живее, да биде во најдобро здравие и понатаму. Израел да не го нападне Иран и така натаму. Но, ако Господ дозволи, тогаш колку долго може да постои светот после вакво нешто. Ке слушате за војни и гласови за војни, рече Исус, но не плашете се. Јас не се плашам. Но
Оваа порака е најбитната и зборував и есеноска за тоа. Не плашете се. Немојте да се уплашите. Во светот ќе имате неволи, но не плашете се. Зошто? Бидејќи јас го победив светот. Ке се укинат парите, се уште се збори за ковид пасоши и така натаму. Меѓутоа, тука Господ многу ги мати рачуните, се повеќе и повеќе доктори и здравствени лица одбиваат да се вакцинираат, се повеќе и повеќе зборуваат дека е ова една голема измама, се повеќе и повеќе дури Европската унија дури, замислите, Светската здравствена организација, значи првиот ѓавол во сета ова каша попара од лани наваму, се спротивставува, че сега тој, како јас, се спротивставува на ковид пасоши, бидејќи тоа е против, дека со тоа се прави дискриминација и тоа е против човековите слободи и права. Многу интересно. Слава на Бога. Слава на Бога што нашите реакции од ноември наваму, нашиот баш скромен удел преку овие предавања и на интернет, било која активност на Facebook или на друго место. Но слава на Бога што реакцијата од страна на многу луѓе во светот, не само верници, но најмногу заради нив, било да се доктори и лаици, на некој начин придонесува да не се оствари ѓаволскиот план баш сега. Дај Боже да не се оствари и со најавите за овие војни или голема светска војна, но иднината е во Божји раце, нашиот живот, нашиот здив е во Божји раце, а ние го имаме на располагање само денешниот ден. Ниту утрешниот не е наш, а камоли било што подоцна. Сега на излегување, брат Дане ме извести дека излегува за да присуствува на погреб, починал сопругот на сестра Надица Чоклева. Изразуваме сочувство. Во деновите кои што престојат, ќе бидеме сведоци и на многу други погреби. Затоа што Господ сака да ги повлече сите оние кои што тој смета дека нема да може да издржат, да живеат во времето на неволите кои што предстои. Но постои, значи, кога се работи за постари лица, логично е да очекуваме дека е Божја волја попрво да ги почине и да бидат спасени, отколку да бараме тој да ги исцели и да продолжат да живеат физички во овој свет. Тука ќе ви открием една мала тајна, дека последната седмица од февруари минатата година ми беше покажано дека Божја волја не е да го исцели телото на мајка ми и таа да продолжи да живее физички во овој свет, иако јас тогаш кога тоа ми беше покажано не знаев од напред сега уште колку ќе живее. Испадна дека беше уште само 10 дена после тоа. А од тогаш, особено од денот на погребот, ја не знам дали постои некој кој што присуствувал на погреб не како гостин, туку како домакин на погребот,
кој што бил толку среќен и радосен, само затоа што Господ ме направи таков тој ден. За погребот на сакано лице, не она кога некој се радува затоа што посакувал да умре. Тој за кого би се радувал. Не, душман, да. Или неранимајко, или некој друг. Некоја омразена личност. Па макар била сопруг или сопруга или не знам што. Бидејќи во светот има Бог да чува ситуации и односи во семејството. Но бев радосен, не очекував Господ да направи такво големо чудо и не очекував да ме исполни со голема радост тој ден. За деталите некојаш ќе зборувам во иднина, ако даде Господ живот и здравие, се уште не сакам да ги споделам интимните детали околу таа радост. Некаде една година пред да почине брат Трајче, во декември, значи 18-та година. На мене, јас поточно, брат Борче и сестра Снежана бевме сведоци на едно Божјо надприродно чудо, но истовремено со тоа чудо Господ ни откри, така ја подоцна го протолкував тоа, дека не беше негова волја да биде исцелен брат Трајче телесно. За деталите на тоа, ако ми дозволат брат Борче и сестра Снежана, би кажувал, би зборувал некогаш друг пат. Сакам да кажам, ако помислиме вака на страна од нашите емоции и желби, ако помислиме логично е сите постари лица, особено ако веќе се зафатени со некоја неизлечива болест, неизлечива за светската медицина, се разбира. Пологично е Господ да дозволи да починат тие лица и да бидат спасени, отколку да продолжат да живеат во овој свет. Што мислите? Дали е тоа логично или нелогично? Се разбира, спасението, душата е на прво место, потоа е телото. Колку год Библијата да го издигнува значењето на телото, на телесното здравје, телото како храм Божи, многу повисоко од паганството, паганските или атеистичките сваќања за телото. Многу повисоко место има телото според библиската вера и библиското учење. Сепак не е телото на највисоко место. Според истиот Господ и Библијата на прво место е душата. Ако треба заради душата, заради спасението, верниците го жртвуваат и телесниот живот. Ако треба, ќе се жртвува и телото, нешто што е највредно после душата, но не заради верата, заради душата, заради спасението. Сепак, браќи и сестри, постои еден наш случај, тоа е сестра Мимица, за која што јас посакувам по секоја цена. Колку и да е близу крајот, колку и да се блиски последните настани, колку и да е близу самото второ Христово доаѓање и воскресението на мртвите, јас посакувам нашата сестра Мимица да биде исцелена сега. Мислам сега во ова време. Јас би сакал, му предложив на брат Борче, ви предлагам и вам, оваа вечер, после утренските стихови и коментарите од Духот на пророштво во врска со нив, ако вие така сакате и одлучите и решите, да имаме како средата молитвен час за сестра Мимица. И така може да биде и следната сабота навечер, со оглед на тоа што нема да можат сите да присуствуваат на
на барем овие 2 саботи на вечер, кога за некој ќе биде многу кнап да присуствува и потоа благовреме да се врати дома, ако нема приватен превоз. А во светлината на овие зборови би сакал да отвориме во Библијата во делата на апостолите. И да се поучиме од еден пример. Што се случил во животот на апостолската црква. Дела 12 глава. И да видиме, да се подсетиме поточно што се случува, што се случило. Дела на апостолите, 12 глава, почнувам да читам од првиот стих. Во тоа време цар Ирод, се мисли на Ирод Агрипа, значи на третиот Ирод, вкупно 4 ги има, цар Агрипа првиот, стави рака на некој од црквата и почна да ги измачува. Вториот стих вели, со меч го уби Јакова, братот Јованов. Значи, едниот од Заведеевите синови. Господ дозволил Јаков Заведеев, брат му на апостол Јован, да претрпи маченичка смрт. Третиот стих. А кога виде дека тоа им се допаѓа на јудејците. Што им се допаднало на јудејците? Тоа што Јаков Заведеев бил убиен, ликвидиран по наредба на цар Ирод со меч. Значи тоа што еден од апостолите бил убиен со меч. Кога виде дека тоа им се допаѓа на јудејците, веднаш политикански мотив, го фати и Петар. Тоа беше за време на бесквасници, вели овој превод. Како вели Константинов? Бесквасни лебови. Во некои преводи може да прочитате, тоа беше за време на Пасха. А што посебно ми се допаѓа во англискиот превод на King James Version, вели дека тоа беше за време на Великден. Да. Значи, цар Ирод можеби немаше да добие желба да го уапси апостол Петар, но тоа го направил за да му се покачи рейтингот, како што велат денешниве електронски папагали, во очите на јудејците. Значи, да стекне политички поени уште поголеми во нивни очи. Четвртиот стих вели, него, значи Петра, кога го фати, го фрли в затвор. И видите сега колку власта се плашала од рибарот Петар. Ама не е рибар. Тие веќе знаат кој стои позади апостол Петар. И со чија сила овој апостол до тогаш, предходно, изборувал и творел и правел. И тоа големи чуда. Колку изнесувал стравот на царот Ирод? Го предал Петра на 4 групи по 4 војници да го пазат. Значи, замислете затвор, каде што постоја 4 по 4. Значи, прва стража од 4 до решетките, до затворот, до кај што се држи Петар. Потоа на друго место, по нанадвор, уште 4 вооружени војници. Потоа уште 4 и 4 на, можеме да предпоставиме на самиот, веќе надвор на отворено 4, пред самиот влез во објектот на затворот. Колкава стража. Зарем само 4 не беше да биде доволно? 4 по 4. Значи да треба специјален одред
од наше време да го ослободува апостол Петар, треба да ги среди овие 4 стражи од по 4 војници, една по една. Од човечки аспект гледано, особено за тоа време, ова значи беше непробојна бариера, несовладлива заштита. Во никој случај Петар не може да биде ослободен, особено не од неговите верници, браќа и сестри, кои што и не се фаќаат за оружје или не имаат намера некого физички да повредат, па дури да се тоа професионални вооружени војници и стражари. Неговата намера беше веднаш по Пасхата да го изведе пред народот. Значи, и Ирод не сака да го расипе празникот со екзекуција на апостол Петар. Кога беше Христос во прашање, мора и тие радо не би сакале за празникот, но мора, за нив беше тогаш голем ризик да го остават Христа после Пасха, да го одложат нивниот план. Голем ризик, се плашеа и веднаш мора, се плашеа дека друга шанса ќе немаат. А таа Пасха тогаш се претвори, на тој начин ја претворија во најславниот настан во историјата на Божиот народ, Христовото воскресение од мртвите. Значи, Петар мораше да ја помине оваа Пасха во затвор, со ваква строго непробојна бариера, и внатре во самата келија не бе, значи, само овие 16, туку Петар спиеше меѓу двајца војници окован во 2 пара ланци, а стражарите пред портата го чуваа затворот. Значи, и внатре со него двајца војници врзани со него. Какви се шансите апостол Петар да излезе од затворот жив и здрав? После една ваква бариера. Човечки гледано, никакви. Што се случува? Што се случува? И ете, 7 стих вели, ангел Господов застана и светлина блесна во затворот. Ангелот го потчукна Петар по ребрата и го разбуди, па му рече, стани брзо. Бидејќи претходниот стих вели, Петар спиеше, значи, во текот на ноќите, значи, тога и се случило, истата таа ноќ. Петар спиеше, војниците што беа врзани со него, што прават? Спијат, се разбира, хрчат. Дали хрчат, не знам. Но сигурно има добра доза на вино испиена пред да заспијат. Па дури и да нема. Ова е ноќ. Значи, ангел го буди Петра и му верили, стани брзо. И оковите му паднаа од раците негови. Не прашувајте како паднаа. Тогаш ангелот му рече, препаше се и обуј си ги чевлите, вели, во овој превод, веројатно сандалите. Така и направи, и пак му рече, облеши ги алистата свој и оди по мене. И излезе и тргна по него, а не знаеше дека тоа што го направи ангелот е вистина, туку си мислеше дека гледа привид. Значи, Петар си мисли дека и понатаму спие и дека ова во сон му се случува. Откако ја изминаа првата и втората стража, а што правеа тие? Дојдоа до железната порта што водеше кон градот, а таа им се отвори сама.
Тие излегоа и преминаа преку една улица и во тој час ангелот го снема. Интересно. Ако се префрлите веднаш во 18 стих, таму пишува: утредната меѓу војниците настана голема вознемиреност кога се разбудиле, поради тоа што се случило со Петар. Значи, што се случило? Што фали Петар. А сета стража си стои на место и ништо не забележала и ништо не се случило според неја. Единственото што се случило е што Петар фали, што го нема во келијата. Све друго си е на место. Синџирите или веригите на место, катанците на место, решетките на место, стражарите на место, тие 4 стражи. Све си е на свое место, ништо не се скршило, ништо не слушнале тие другите, ништо не е обиено, никаква битка, никаква акција не се случила. Единствениот проблем е што Петар го нема, што фали, како тој да бил дух и да си искочил, го снемало од келијата и отишол надвор во градот. 19 стих вели дека Ирод испрати потера по него, но не успеа да го пронајде, откако ги испита стражарите, заповеда да ги погубат кутрите. Потоа тој слезе од Јудеја во Кесарија и таму се задржа. Ако забележите, ако го читате коментарот на Духот на пророштво за овој настан, таму се вели дека Ирод многу добро знаеше која сила го ослободила Петра, а тоа што наредил да се погубат невините 18 души стражари, тоа го направил од бес, од повредена гордост. Демек, бидејќи наместо да освои политички поени кај јудејците, кај народот, сега овие ќе го исмејуваат заради овој дебакл и демек до стражарите било не си ја извршиле добро својата задача. Овој ист Ирод е тој што ангел Божи ќе го удри по глава и ќе падне мртов изеден од црви во моментот кога ќе држи еден говор пред еврејскиот синедрион, во кој што овие ќе го прославуваат како да е Бог, и тој самиот ќе се занесе по таквата слава и таквите почести што ќе му бидат дадени, но тука ќе го најде својот катастрофален крај, црвјосан крај и погубен за неговата душа. Ќе го загуби вечниот живот. Да се вратиме сега на 11 стих, каде што застанавме. Значи, Петар е изведен на сигурно, преку една улица, можеме да речеме, да претоставиме среде град, и потоа ангелот го снема. 11 стих вели: тогаш Петар, откако дојде на себе, си рече. Тогаш се уверил Петар дека ова не било сон. Сега знам дека навистина Господ го пратил својот ангел да ме избави од рацете Иродови и од се што очекуваше јудејскиот народ. Значи, планираната представа е расипана. Растурена од расипувачот на забави, големиот Господ на војските, кој што го растори планот наречен корона, пандемија, и минатата година, и сега продолжува да го растура, и плановите на дзидарите се, можеме слободно да речеме, веќе растурени. Раскринкани, им паднаа маските, раскринкани,
растурени, разобличени. Сега сигурно планираат нешто ново, деновиве луди од Били најавува нова пандемија. Сигурно морале уште лани да засукаат ракави и да работат на новиот вирус, бидејќи овој план Господ им го растори. Замислете да имаше вистинска пандемија, каде што не треба полицски час или не знам каков джандар на улица, кој што самиот народ ќе се плаши од зараза, од толку многу смртта ќе им виси над глава, да имаше вакв вистинска пандемија, колку лесно ќе беше и ковид пасоши, и лажни вакцини, колку лесно ќе поминеше сето тоа. Тие планираа така, но Господ им ги растори плановите. Господ ги разобличи и нивните планови ги претвори во голема шега. Мајтап. Тие продолжуваат да се глупираат, продолжуваат да глумат лудило, но свесни се и самите дека веќе не можат. Се враќаме на 11 стих. 12 вели, сваќајќи го тоа, тој дојде до куќата на Марија, мајката на Јован, наречен Марко, тоа не беше никоја друга, туку горната соба, истата таа соба во Ерусалим, каде што беа собрани многумина на молитва. Зошто Господ испратил ангел да го ослободи апостол Петар? Ова сакам да го разбереме, затоа што црквата се молела за него. Елена Вајд вели дека Господ ќе ни исполни, не е тоа гаранција за се, ќе ни исполни, ќе ни го даде тоа зашто се молиме и сакаме да ни биде вослишено, а кое што не би ни го дал, воколку не сме се молеле, воколку не сме го барале тоа во молитва. Се разбира, тука има многу услови за исполнување на молитвата, од кој првиот и најважниот е Божјата волја, бидејќи Господ дозволи Јаков да биде погубен со меч. И што Петар е побитниот од Јаков. Не во тој човечки смисол на проценување на важноста на лицата. Туку затоа што Господ имал план апостол Петар за уште многу години да служи и да проповеда и да биде сведок и столб и водач во неговата црква. Се разбира, Господ му прорече на кој начин ќе биде тој убиен. Значи, Петар на некој начин можел да знае дека ова нема да биде како со Јаков. Нема да биде така погубен. Ирод бил цар или крал, поточно, на независна област. Римјаните беа повлечени, римска војска не постоеше. На некој начин Јудеја во времето на Ирод Агрипа била исто како во времето на дедо му, првиот Ирод, како негова држава во која што римската власт не била директно присутна, туку како вазал Ирод само плаќал данок на римјаните, но државата внатре била негова. Војниците, полицијата, така да речеме, била негова. И не се справедуваше, само од римјаните се справедуваше смртна казна со распнување со крст. Тоа што Исус му го прорече на Петар, како ќе биде погубен. Јудејците тоа не би го правеле, или вака со меч, или каменување, или некој трет начин, но не со крст. Тоа било чисто римска смртна казна. Значи, Петар можел некако да знае, врз база на тоа што Христос него му го рекол,
на кој начин ќе биде убиен, дека ова со Ирод ќе пропадне. Но, била потребна и толку мала вера, сепак имало основа да се верува дека ова ќе пропадне. Бидејќи ако Петар биде погубен со меч или каменуван, тогаш ќе пропадне Христовото пророштво до него. Но гледаме дека Петар воопшто не размислува за тоа, како прво си викал дека тоа е сон. Но битното е што овие што беа собрани да се молат за него. 13 стих вели, кога Петар затроба на портата, слугинката по име Рода приде да наслушне. И штом го позна гласот на Петар, таа од радост не ја отвори портата, туку се втрча и јави дека Петар стои пред портата. А што тие ја одговорија? Колку вера па имаат сега овие што се молеле за Петар? Луда ли си ти, вели овој превод? Но таа потврдуваше дека тоа е така. Слугинката инсистира. Повторно женска личност. Е првиот сведок на Божието чудо, како при Христовото воскресение, а овие маживе не веруваат. Се молат за него. Браќи и сестри, дали кога се молиме нешто, веруваме во тоа што го бараме? Исус рече, кога се молите за нешто, верувајте. Верувајте. Тоа е многу битно. И кога таа инсистираше дека стварно е Петар пред врата, овие си рекле, добро, не си луда, меѓутоа неке да е Петар пак, тоа е сигурно неговиот ангел. Петар пак постојано чукаше. А кога му отворија, го видоа и се зачудија многу. Да, навистина се наметнува заклучокот дека они не биле собрани да се молат за Петар. Но Петар бил во затвор, Јаков веќе бил погубен. Имало ли друга причина за молитва? Имало ли посилна причина? Црквата собрана во горната соба? Да, веројатно тоа. Се молеле за себе. Ако Петар падне, што ќе биде со нас? Па Петар е водачот, Петар е папата, што би рекли католиците. Дали може би такви мисли, чисто човечки, по човечка логика, поминувале низ нивните глави? Тој им мавна со раката да молчат, а потоа им раскаже како Господ го извел од затворот и рече: соопштете му за ова на Јаков и на браќата. Потоа излезе и отиде на друго место. И следните два стиха ги прочитавме. Би сакал да ве подсетам, имав намера да прочитам неколку стихови од Евангелијата, но за сега ќе прочитам само еден текст. Ќе се вратиме на Марко 11 глава. Евангелие по Марко 11 глава 23 24 стих, може би и следните два. 23 стих, Евангелие по Марко 11 глава. Исус им се обраќа на учениците и им вели: имајте вера во Бога. Зашто вистина ви велам, ако некој и рече на оваа планина: дигни се и фрли се в море, и не се посомнева во срцето свое,
Току поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. На друго место вели во Лука еден текст: двајца или тројца собрани во мое име, што и да побараат во мое име, ќе им биде. Дори Караджиш вели, што им е волја, ќе им биде. Се разбира, на прв поглед овие текстови звучат преоптимистички, меѓутоа тука постојат дебели услови што значи да имаш вера и кои услови треба да бидат исполнети, особено за соборната, заедничката молитва. Меѓутоа, скоро време имавме света вечера. Верувам дека сме сите во овој момент помирени се уште. Никој не се скарал. За овие 2 недели не се скарал никој со никого така. На сон не е битно. Верувам дека сме се уште во духот на мир и единство. Да продолжам само со Христовите зборови и ќе завршам. 24 стих. Затоа ви велам, се што ќе побараете во молитва, верувајте дека ќе го добиете. И ќе ви биде, вели. Се поставува прашање, дали имаме поголема вера од верниците кои што се молеа во горната соба додека Петар бил во затвор? Дали имаме вера каква што Господ тука вели да ја имаме? И еве во следниот 25 стих само споменува еден пример што се подразбира тој услов кој што се крие меѓу редови во неговите зборови. И кога стоите на молитва, простувајте ако имате нешто против некого. Па и вашиот небесен Отец да ви ги прости вашите гревови. Ке почитам уште еднаш. Тазе ни е светата вечера, последната. Верувам дека никој нема ништо против никого се уште до сега. Или не знам точно. Јас искрено ви кажам дека немам против никого ништо. Никој и ништо не ми оди на живци. Не мразам. Но не е страшно и да имате. Господ вели, простете, простувајте. Нека Господ ни даде дух на понизност, дух на вера, дух на самоиспитување, да го испитаме нешто срце и да се молиме. Може би нема да биде Божјата волја, меѓутоа да бидеме досадни. Кога се работи за сестра Мимица, да бидеме досадни, да не се откажуваме, да бидеме досадни, да ги испитаме нашите срца, да се очистиме од секаков грев, лутина, мерзост, омраза кон некој друг, да се помириме со секој друг со кој што сме скарани, или имаме проблем, или ако тој ни сгрешил, да му простиме. Да направиме се што можеме, а можеме многу, и со чисто срце да бараме Господ да ја исцели сестра Мимица. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за твоите големи дарови. Ти благодариме за пријатниот сончев слаботен ден. Тречеме, Исусе, дека оние лица за кои што се молевме од болница се веќе многу подобро и пуштени од болница. И ти благодариме бидејќи тоа не било случајност, туку е твоја заслуга, твоја благодат за нив.
Едната од нив се колеба помеѓу верата и незиниот тврдокорно неверен сопруг. Па верувам дека на овој начин сакаш да допреш до нивните животи и да ги повикаш во твоето чудесно видело кон твојата светлина. Но Господи, те молиме, дај ни го духот на понизност, дај ни го духот на сочувство, емпатија, дај ни го духот на самоиспитување. Дај ни во нас, во нашите срца, дух на љубов, сето она што си ти, бидејќи твојот дух го бараме. И да можеме така простени, очистени и понизни да се молиме заедно за исцеление на сестра Мимица, а тоа нека биде волја Твоја. Се фаќаме, Господи, за Твоите зборови, за Христовите зборови што ги прочитавме. И те молиме, вослишија оваа наша молитва. Било кога е волјата Твоја. Распусти не сега во Твојот мир, води не и во остатокот од овој саботен ден. А за тоа Ти благодариме во Христово име. Амин.